До крајот на месецов ќе заврши рехабилитацијата на магистралниот пат Штип-Кочани, соопштија при денешниот увид во градежните работи министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Останалото уште 2,5 километри да се рехабилитираат, офаќа 18 мостови, 4 слешишта или каменоломни, како да и кажеме, кои што представуваат многу голем проблем на овој дел од патот. Овој патот не знам кога не е рехабилитиран и за овој дел на Македонија, што е навистина прекрасен и убав, ќе овозможи поголем проток на сообраќај и ќе овозможи луѓето да можат секојдневно без опасности од одрони да се движат и да се упатуваат и према Централна Македонија, но и луѓето од Централна Македонија и другите градови да доаѓаат во овие прекрасни предели кои што се овде. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров забележува дека токму на критичните делови од овој магистрален пат се наоѓаат на нивна територија, каде што во текот на зимскиот период се случуваат големи одрони. Се реконструира околу 30 км, од кои 14,3 км припаѓаат на територија на општина Виница. Овој дел можеби е еден од најкритичните во државата. Еве гледаме дека неколку пати имавме проблеми, патот беше блокиран и меѓутоа гледаме дека сега се минираат најкритичните места. Обезбедивме средства од 52 милиона денари плюс за реконструкција и за проширување на патот од Виница до Делшево преку село Бигла, со помош на Министерството на транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта, така да се надеваме дека и во понатомошниот тек и другите делници кои што се во тек и во изградба, како што е патниот правец од Виница до Берова во должина од 7,5 км, ќе завршат што е можно побрзо. Министерот за транспорт и врски истакна дека во Кочанскиот регион во патната инфраструктура ќе се инвестираат околу 70 милиони евра. Предвидено е да се прави патот, значи Кочани Пониква, предвидено е експресниот пат, знаете, кој што е Штип-Кочани, исто така да се направи реконструкција на обиколницата во делот на Кочани. По текот на оваа градежна сезона ќе се реконструираат и патните правци Крупиште-Пробиште, Делчево-Звегор, а во август се очекува и почеток на втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани.